Добар ден, ученици. Јас сум Вера Петковска, професор во Средното општинско училиште Свети Наум Охридски, Македонски Брод. Денешната лекција е појава и ширење на христијанството од темата за Стариот Рим за прва година гимназиско образование. Темата христијанство е широка за истражување, но целите на овој час се учениците да се запознаат со раното христијанство како нова религија, која започнала да се распространува во грчко-римскиот свет и надвор од него во периодот од првиот век до неговото воведување како државна религија во 313 година од страна на римскиот император Константин I Велики. Исто така да се запознаат како се ширело христијанството и кои се основните извори на христијанството, за улогата на апостолите и да се запознаат со односот на римските власти кон христијаните. Во последните векови од постоењето на римската држава, поради тешката положба, робовите и селаните кревале востанија, но најчесто тие биле безуспешни. Надежта кај луѓето не се изгубила, туку почнало да се појавува едно верување дека сепак ќе се појави Спасител, Месија, кој што ќе ги избави луѓето од нивните страдања. Ова верување најпрво се појавило кај евреите во Палестина, а потоа се проширило и во другите држави на империјата. Луѓето што го ширеле ова верување биле наречени проповедници. Проповедниците кажувале дека во 30-та година од владењето на Октавијан Август во градот Витлеем се родил Синот Божји Исус Христос. Тој решил да се симне меѓу луѓето на земјата и да ги спаси од гревовите во облик на човек, живеејќи со нив заедно праведен живот. Денот на неговото раѓање, христијанските верници го прославуваат како Божик, еден од најголемите христијански празници. Исус Христос го проповедал учењето за праведно живеење и имал негови приврзаници во текот на неговото учење. Подоцна од неговите ученици тој избрал 12 најдобри ученици, апостоли, кои што го ширеле неговото учење. Меѓу апостолите биле апостол Петар, апостол Андреј, апостол Јаков, апостол Јован, Филип, Вартоломеј, апостол Тома, апостол Матеј, Јаков Алфелеев, апостол Тадеј, Симон и апостол Јуда Искариотски. Апостолот Свети Павле се појавил како 13-ти апостол и тој самиот тврдел дека е назначен директно од воскресатиот Христос за време на негова визија што ја имал додека престојувал во Дамаск. Тој прв почнал да го шири христијанството во Македонија и ја формирал првата христијанска општина во градот Филипи и тука се покрстила првата христијанка по име Лидија. Апостолите проповедале милосрдие и љубов кон ближните, се залагале за имотна еднаквост на сите луѓе, толеранција на неправедните, но и почитување на господарите од страна на робовите. Проповедале дека луѓето се еднакви пред Бога, грешниците ќе бидат казнети на другиот свет во пеколот, а честните ќе бидат примени во рај. Заради тоа, христијанството како религија на почетокот било религија на сиромашниот народ и на обесправените. Бидејќи ова учење било спротивно на римските религиски сваќања, бидејќи тие биле политеисти, верувале во своји богови, Исус Христос бил осуден на смрт, мачен и распнат на крст како искупителна жртва за човековите гревови. На третиот ден тој воскреснал од мртвите и се вознесол на небото, па така денот на неговото воскреснување христијаните го слават како празник Великден, исто така еден од најголемите христијански празници. Апостолите биле сведоци на Христовиот живот, на смртта, на неговото воскреснување и вознесување на небото. Како благодарност кон нив,
Бог го испратил Светиот Дух, кој им дал божествена сила и моќ да прават чудеса, да ги лекуваат луѓето и да го проповедаат христијанството. Тие ја формирали првата христијанска црковна општина во Ерусалим, а на чело на таа христијанска општина стоел старешина, наречен свештеник. Повеќе христијански општини биле формирани како што се ширело христијанството, па така од повеќето христијански општини била формирана христијанска црква. На чело на христијанската црква стоел епископ. Како основен извор на христијанското учење се смета Светото писмо или Библијата. Библијата се содржи или се состои од два дела – Стар Завет и Нов Завет. Стариот Завет е напишан пред Христовото раѓање, а Новиот Завет по Христовото раѓање и од тогаш почнува сметањето на новата ера и броењето на годините според христијанското сметање на времето. Христијанството како религија има и своји символи. Покрај крстот, како основен символ на христијанството, има и други вообичаени символи. Тоа е сидрото, која е слика на надежта, феникс, символ на воскресение, орелот, символ на младоста, паунот, символ на бесмртноста, петелот како символ на воскресението, јагнето, символ на Исус Христос, лавот, символ на силата и моќта, маслиновата гранка е символ на вечен мир, кринот како символ на чистотата. Се сретнуваат исто така и винова лоза, корпа со леп и други христијански символи. Истите може да се видат на зидовите на црквите, на ранохристијанските цркви, но и подоцна на подните и зидните мозаици. Христијанската религија долго била забранувана и прогонувана од римските владатели, бидејќи тие не можеле да го прифатат учењето за социјална и верска еднаквост, па затоа ги прогонувале христијаните, свирепо ги казнувале со распнување на крст, спалување на клади, а понекогаш ги фрлале во арените да се борат со дивите зверови. Додека биле прогонувани христијаните, тие молитвите ги изведувале тајно во подземни ходници или простории, наречени катакомби. Истите молитви ги изведувале рано наутро или во вечерните часови, надвор од очите на римските власти. Над зидовите на катакомбите биле правени длабнатини, каде што биле погребувани покојниците. Христијаните заеднички располагале со имото на христијанските општини, се помагале меѓу себе и најчесто се обраќале со зборовите браќа и сестри. Со текот на времето, христијанското учење почнале да го прифаќаат се поголем број на богати луѓе. Бидејќи се увидело дека христијанството не е опасна религија, дека тоа повикува на трпение, на смиреност, па така императорот Константин I, велики римскиот император, го прифатил ова учење и во 313 година во Милано го издал Миланскиот едикт, со кој христијанството било прогласено за равноправна религија со другите религии во империјата. Самиот император се покрстил, го примил христијанството и го признал за државна религија. Со текот на времето, најмногу пораснал угледот на римскиот епископ, кој што го наметнал влијанието на другите епископи и почнал да се нарекува папа. Според христијанското учење и според Светото писмо, христијаните веруваат во еден Бог, Отецот, кој што е творец на небото и земјата, творец на видливиот и невидливиот, се што е видливо и невидливо. Потоа веруваат во еден Господ, Исус Христос, Син Божји, и во Светиот Дух, или веруваат во Светото Тројство.
За домашна задача на учениците би им препорачала да го прочитаат текстот, кој што е составен дел на лекцијата, Христовата беседа на гора. Тоа е извадок од Библијата, во која што учениците можат да прочитаат некои делови од Библијата и делови исто така од проповедите на Исус Христос. Можат во тој текст да се запознаат и со содржината на молитвата Оче наш и така да ги прошират своите знаења од областа на христијанското учење и верување. Ви благодарам на вниманието. Може ли